Добро вечер, гледате Топ тема. Стапките на инфлација и натаму се во нагорна линија, опасностите за наделна корекција на економскиот раст остануваат. Каква е улогата на Народната банка и кои се мерките што може да ги преземе во услови кога економијата забавува, а цените одат нагоре? Во вечерашната Топ тема разговарам со гувернерката Бежаска. Гувернерке, добро вечер. Добро вечер, Наташа, до вас и до гледачите на Тилма телевизија. Благодарам за поканата за учество во емисијата. Так, секако јас ви благодарам за присуството. Имаме интересни теми за разговор во следниот отприлика 1 час, но пред да почнеме со интервјуто, ќе погледнеме реклами, потоа се враќаме назад во Топ тема.
Назад сме во топ тема, како што веќе најавив, гостин гувернерката Анита Ангеловска. Бежовска гувернерке, за почеток, еве, кои се прогнозите, можеби проценките кои што ги прави Народната банка, земајќи ги во предвид сите оние случувања кои што ги имаме како надворешни фактори, кои се опасностите за глобалната економија, а пред се нормално тоа што ќе влијае и врз домашната, односно македонската економија? Добро, прво по-генерално би кажала дека во изминативе неколку години глобалната економија се соочува со шокови од невидени размери досега. Прво тоа беше пандемискиот шок, поради кој глобалната економија забележа голем пад од околу 3,1%, а потоа следеше процес на постепено опоравување и тоа благодарение на исто така одговори од страна на носителите на политиките кои што исто така не беа видени од невидени размери досега, носителите на фискалната и на монетарната политика кои што помогна релативно брзо поголемиот шок глобалната економија да закрепне. Од таму ние и минатата година видовме солиден раст на глобалната економија. Да, имаше забрзан. Да, 5,9%. А исто така се очекуваше дека тој солиден раст, иако со нешто послаба динамика, околу 4, нешто над 4%, ќе продолжи оваа година. Сепак, како што споменувате и вие, ние веќе на почетокот на оваа година се соочуваме со нов шок, кој што дефинитивно ќе значи зголемување на ризиците и би рекла забавување на патеката на закрепнување на глобалната економија. Значи, несомнено е дека тоа ќе резултира со побавен процес на закрепнување, исто така несомнено е дека тоа ќе се одрази врз сите економии во глобални рамки. Сега Меѓународниот монетарен фонд се уште нема излезено со нови проекции за глобалниот раст или ефектите од нов шок врз глобалната економија. Се очекува во текот на овој месец да направи целосна ревизија на макроекономските проекции, но мислам дека насоката е јасна, јасни се и каналите преку кои што се очекува овој нов шок да влијае врз забавувањето на економската активност, а пред се... Да, кои се тука ева каналите кои што... Прво, може би да споменам колкав ќе биде интензитетот на шокот со кој што ќе биде погодена глобалната економија, зависи пред се од природата на самиот шок. Станува збор за воен конфликт во економии, кои што играат значајна улога во светски рамки. Руската економија, например, е 11-та земја во светот. Таа има значајна улога на глобалните пазари, пред се на енергенсите. Таа е поголемина, најголем извозник на газ, а втора поголемина економија извозник на нафта. Исто така има значајна улога на пазарите на металите, особено алуминиум и бакар, меѓутоа заедно со Украина исто така игра значајна улога на пазарите на храна, на примарните производи во овој сегмент. Сето тоа упатува дека главни канали преку кои што ние, односно глобалната економија и сите поединечни земји ќе ги почувствуваат ефектите се неколку. Тоа е каналот на примарните производи, раст на цените, на енергенсите, на храната, кои што можат позначајно да ја забават личната потрошувачка. Понатаму можно е негативно да се одразат на финансиските пазари, што веќе и гледаме. Поголемо затегнување на финансиските пазари може да значи помали приливи, капитални приливи во сите економии, особено во помалку развиените економии. Тука мислам пред се помали приливи на странски директни инвестиции, портфолио инвестиции и слично. И секако да не го заборавиме каналот на трговската поврзаност и можноста за позначајно забавување на трговијата. Како што споменав, Меѓународниот монетарен фонд во текот на овој месец ќе направи целосна ревизија. Последните проекции упатуваат на раст од 4,4%, но тие сепак се пред да се случи овој шок. Да. Од друга страна, Европската централна банка веќе се обиде да ги квантифицира ефектите од овој нов шок врз растот на европската економија и врз инфлацијата. И она што може да се забележи е дека токму поради високата неизвестност, имајќи во предвид природата на овој шок, Европската централна банка изготви неколку сценарија. Едното сценарио е базично и тоа сценарио подразбира
помал раст за 0,5% поени од тоа што беше претходно планирано. Меѓутоа, попесимистичкото сценарио предвидува и поголемо забавување и достигнува до 1,9% поени. Ова јасно упатува дека постои голема неизвестност и интензитетот на ефектот може да е прилично различен во зависност од колку ќе трае самиот шок, какви мерки ќе се превземат, рестриктивни мерки, интензитетот и така натаму. Кои се каналите исто така преку кои што би била погодена европската економија, што е многу важно за нас поради нашата изложеност на европската економија. Тука повторно од прилика се истите канали. Растот на цените на примарните производи ќе значи намалување на реалниот расположлив доход за потрошувачка на населението, иако од друга страна пак се смета дека можеби делум на овој ефект ќе биде неутрализиран преку големото акумулирано штедење кое што во глобални рамки се случи во изминативе години заради природата на пандемијата, помала потрошувачка воздржаност, мерките рестриктивни за мобилност и така натаму. Понатаму другиот е трговскиот канал, намалување на трговијата на Европската Унија со Русија и Украина. Сепак ако се гледаат бројките, може да се забележи дека во последнава декада поврзаноста на европската економија со руската економија е значајно намалено. Тоа е особено по кризата во Крим 2014 година и тековно извозот од Европската Унија во Русија учествува некаде околу 3% во вкупниот извоз на Европската Унија. Последниот канал преку кој што може да биде погодена Европската Унија е каналот на инвестиции. Како што знаеме, секогаш во услови на растечка неизвестност се намалуваат инвестициите, иако се гледа дека во рамки на Европската Унија се покренува дискусии, се става фокус на поголеми инвестиции, особено во енергетскиот сектор, обновливи извори на енергија, сколемување на енергетската ефикасност, но и вложување во секторот на одбраната. Ако ги имаме сите овие сценарија, можно ли е да се зборува или дали тука е опасноста од светска рецесија, односно рецесија во светски рамки? Сега за сега проекциите не упатуваат на рецесија. Она што може да се заклучи според последно расположливите бројки е дека ќе има значајно забавување на глобалната економија, меѓутоа не се очекува рецесија, се уште не се очекува пад, иако неизвестноста е голема. Како што споменав, Европската централна банка предвидува забавување на економскиот раст. Тоа може да биде поголемо, помало, зависно од случувањата, но се уште не се проектира рецесија. Инфлацијата изминатиот период, изминатите месеци секако се е во нагорна линија. Во Македонија последната стапка измерена 8,8% на трошоците на живот во март, додека на цените на мало 9,6%. Што се прогнозите да ги очекува граѓаните? Можеме да стигнеме до двоцифрени стапки на инфлација? Кои се прогнозите на Народната банка во оние извештаи кои што ги правите? Инфлацијата е глобален феномен. Впрочем, ако се погледнат податоците за глобалната инфлација, јасно може да се види дека по една декада од ниска инфлација, декада во која што голем број од централните банки, особено оние кои што таргетираат инфлација, значи имаат таква вид на монетарна стратегија, не може да ја постигнат целта која што имаше доста дискусии кои се причините и покрај толкаво прискување на ликвидност генерално во глобални рамки, инфлацијата да е пониска од таргетот на централните банки. Меѓутоа, тој тренд на ниска инфлација во глобални рамки заврши. Сега сме во сосема друга фаза. Практично од почетокот на минатата година овој тренд беше прекинат и започна нагорни поместувања кај инфлацијата. Тие особено дојдоа до израз во втората половина од годината во услови на ескалација на енергетската криза, кога се забележа екстремен порас и многу висока променливост всушност на цените на енергенсите. А овие неповолни движења продолжија и оваа година. Ако ги погледнеме цените на енергенсите, јасно е дека не се стабилизираа се уште. Причината е новиот шок со кој што се соочи глобалната економија. Например, од крајот на минатата година до сега
цените на природниот газ бележат раст од околу 60%, нафтата бележи раст од околу 40%, пшеницата, например, која што е значајна компонента на прехранбената инфлација, бележи раст од околу 30%. Се ово упатува дека предпоставките на кои што се темелеа претходните проекции за движењето на инфлацијата во глобални рамки се драстично променети во однос на минатата година и тоа несумнено упатува на зголемени ризици околу инфлацијата. Меѓународниот монетарен фонд се уште нема излезено со нови бројки за инфлацијата. Последните проекции датираат од јануари, повторно пред почетокот на овој нов шок. Проекцијата е околу 5% во глобални рамки, меѓутоа клучна предпоставка на таа проекција од 5% глобална инфлација е стабилизирање на цените на енергенсите и на храната, што досега не се случува. Во однос на европската економија, која што за нас е исто така многу значајна, затоа што голем дел од нашата потрошувачка кошница всушност е сочинет од производи кои што се увезуваат од Европската Унија. Проектирани се нагорни поместувања кај инфлацијата. Инфлацијата во зависност од предпоставките кои што ги користи Европската Централна банка може да се движи во распон од 5 до 7%. Од таму неизвестноста генерално постои, голема променливост има по движењата. Се разбира конкретно во однос на прашањето кај нас, што значи овој глобален контекст за нас. Ние прво сме мала и отворена економија. Нашата отвореност изнесува 140% од бруто домашниот производ и по дефиниција сите економии кои што се одликуваат со висока трговска отвореност се многу подложни на надворешни шокови. Како шокови во однос на реалната економија, трговскиот канал, така и во однос на увезување на странската инфлација. Колку од инфлацијата која што сега имаме увезена, колку е домашна инфлација? Видете, тоа е тешко да се квантифицира, бидејќи самиот инфлацијски индекс вклучува голем број на производи, околу 670 производи, меѓутоа, ако појдеме од логиката за високата трговска отвореност, што практично значи дека голем дел од тоа што ние го трошиме е всушност увезено, особено ако се фокусираме на сегментот храна, енергија, каде што ние сме нето увозници, тоа упатува дека во голема мера, односно доминантен дел од инфлацијата која што ние ја имаме, со која што се соочуваме тековно, е увезена инфлација. Се разбира, ние не увезуваме само храна и енергија, инфлацијата се одразува и на другите компоненти, бидејќи и во тој сегмент имаме значаен увоз. Што доколку еве цените продолжат и натаму да растат, инфлацијата секако да оди во нови нагорни корекции, кои се можностите и што стои тука на располагање на Централната банка, односно на Народната банка, како мерки за реакција? Добро, ние досега како Централна банка не ја затегнавме монетарната политика, продолживме со една исклучиво релаксирана монетарна политика во поддршка на заздравувањето на економијата и прво секако за справување со пандемискиот шок, а потоа и за заздравување, бидејќи многу се значени финансиските услови. Секако тие не се клучна детерминанта на растот, но креираат значаен поволен амбиент. Гледајќи структурата на инфлацијата, токму ова што го испорувавме, досега инфлацијата беше главно движена од увезени фактори, токму поради високата трговска отвореност на нашата економија и немаше некои позначителни притисоци од страна на побарувачката. Всушност, ако се погледне динамиката на закрепнување на нашата економија, многу е јасно дека закрепнувањето е поспоро. Например, еве за споредба, американската економија уште минатата година го достигна пред кризното ниво и не само што го достигна, го надмина за 30%. Европската економија минатата година го достигна пред пандемиското ниво на економската активност, а кај нас
се уште вкупната економска активност се нема вратено на тоа ниво, односно според последно расположливите податоци, се уште е пониска за 2,4%. Кои се причините за тоа што не може и нашата економија да расте? Може би со некој позабрзано темпо, ако не со ова темпо со кој што расте, како што велите европската? Добро, прво економиите беа погодени со различен степен, со различен интензитет. Колку беа погодени економиите зависеше прво и од самата структура. Секоја економија има свои специфики, свои ранливости, зависеше и од тоа колку економиите се подготвени, колку им се здрави фундаментите пред пандемискиот период, но исто така во голема мера и од реакцијата на носителите на политиките. А колкава беше реакцијата на носителите на политиките, зависеше од просторот кој што тие го имаа за да реагираат, нели, фискалниот парите кои што стоја на располагање. Така да тоа е сет на фактори кои што влијаеше прво на ефектот кој што ние го почувствувавме, а исто така влие и на динамиката на закрепнување на економијата. Ако гледаме структурно, во структурата на БДП, која компонента значајно заостанува во закрепнувањето, јасно се гледа дека тоа се инвестициите, кои што заостануваат со некаде, кои што сега се пониски за околу 8%. Личната потрошувачка, која што е варијабла, која што е директно врзана со инфлацијата, дури со четвртиот квартал се врати на предкризното ниво, но тука нема некои позначителни, барем за сега, немаше позначителни притисоци. Секако ние како Централна банка ги следиме инфлацијските движења, не само домашните, туку и надворишните, бидејќи нашата инфлација во голема мера е зависна од светските движења на светските берзи. И на редовна основа, минимум еднаш месечно, ја преиспитуваме поставеноста на монетарната политика. Наредната седмица повторно ќе имаме комитет, монетарната политика се преиспитува во рамки на Комитетот за оперативна монетарна политика. Ќе ги разгледаме сите најнови информации кои што се расположливи и ќе донесеме соодветна одлука за поставеноста на монетарната политика. Имаме широк инструментариум на мерки, дали е тоа заложителна резерва, каматна стапка, благајнички записи, други неконвенционални мерки. Постои ли еве сепак простор за затегнување на монетарната политика, како што велите, или ако поедноставам да поскапат каматите на кредитите за граѓаните? Не би можела да исклучам ниту една опција, бидејќи одлуките за монетарната политика зависат од информациите и анализите кои што се прават. Многу е важно каква е патеката на инфлацијата, уште поважно кои се факторите што ја движат инфлацијата и какви се проекциите за натамошните движења на овие фактори кои што ја движат инфлацијата. Рублјата досега немаше на курсната листа на Народната банка, но сега веќе е дел. Кои се причините и што тоа сега значи? На почетокот на пандемијата, со големата волатилност на руската валута, Централната банка пристана да го котира курсот евро-руска рубља. Бидејќи нашата регулатива беше така поставена да и ние го котираме курсот на руската рубља врз основа на курсната листа на Европската Централна банка, во моментот кога таа пристана да објавува и ние не бевме во можност да објавуваме. Меѓутоа, во овој меѓупериод се направи измена на регулаторната рамка, тоа е одлуката за начинот на котирање на курсевите, и таа одлука овозможи во случај кога Европската Централна банка нема да го котира курсот на руската рубља, да може да се користат котираните курсеви на други информативни електронски платформи. Така, со таа одлука, значи се овозможи правен основ за котирање со поинаква методологија и во моментот го користиме композитниот индекс на Bloomberg за котирање на курсот. Ако поедноставиме, што тоа би значело со оглед дека имаше и барања од страна на Русија гасот да се плаќа во рубли, па тука имаше и некои дилеми, реакции од тој аспект? Од аспект на регулаторната рамка, што е во надлежност на Централната банка, за сега нема никаква пречка, бидејќи реагиравме со измена на две одлуки. Првата одлука е таа која што ја споменав за котирање на курсот, а втората одлука всушност е одлуката за начинот на кој што резиденти, кои што не се деловни банки, може да отвараат сметки во странство. Знаете, кај нас веќе
подолги години има девизен режим кој што не овозможува компаниите слободно да отвараат сметки во странски банки. Меѓутоа се разгледа таа одлука и пречката која што постоеше всушност се елиминирана, така да гледано низ призмата на регулативата на Централната банка, во моментот нема никаква пречка. Се разбира, сторивме максимални напори кои што се во наша надлежност за да нема застој во плаќањата, преку тоа и во обезбедување на гасот. Следната недела рековте ќе се носат одлуки околу тоа дали ќе има затегнување на монетарната политика или не, ништо не е исклучено. Што е со проекции и прогнози во однос на ревидирање на економскиот раст и сите оние други параметри кои што се однесуваат на економијата, знаејќи ги сите овие состојби фактори кои што сега веќе ги изборувавме, очигледно е дека ќе треба да има некакви поместувања и корекции веројатно во надолна линија и кога може да се очекуваат тие? Да, новиот циклус, прво да подсетаме и за гледачите дека Централната банка 2 пати годишно изготвува цел сет на макроекономски проекции во кои што прави проекции за растот, инфлацијата, екстерните движења, монетарните, кредитните агрегати и слично. Веќе е отпочнат пролетниот циклус на макроекономски проекции, се прават детални анализи, користиме макроекономско моделирање, се разбира. Циклусот треба да заврши во текот на идниот месец, кога, впрочем, како и секогаш досега, би излегле во јавноста со објавување на нашите нови макроекономски проекции. Меѓутоа, сепак еве врз основа на сево ова што ние го продискутиравме досега за драстично променетиот глобален контекст, јасно е дека и ризиците за нашата економија се надолни. Нашата економија мала, исклучиво отворена економија, како во трговска смисла, така и во финансиска смисла, значи зависи од меѓународните финансиски пазари и сите овие нови случувања значат надолен ризик за растот. Тука пред се би потенцирала дека не гледаме поголем ризик кај директните канали поради малата изложеност, директна изложеност кон Русија, Украина, мала е трговската размена, поединечно со овие две земји по 1% поен од вкупната наша трговска размена или вкупно за двете 2%. Исто така, кога гледаме финансиската поврзаност, ние немаме некои поизразени странски директни инвестиции. Вкупните странски директни инвестиции од овие две економии кај нас е само 0,5%. Во однос на кредитирањето од другите финансиски тикови исто така нема некои поизразени канали, приватните трансфери само 0,1% доаѓаат од овие економии, така да директните канали, би рекла, ефектите очекуваме да бидат навистина лимитирани. Но главниот ризик доаѓа од индиректниот канал, всушност што го зборуваме, глобалната економија, особено случувањата во Европската унија, која што е наш најзначаен трговски партнер, кон која што извозот учествува со близу 80% во вкупниот наш извоз. Тамо, како што посочивме и досега, оцените на Европската централна банка се надолни за растот. Ние направивме и некои симулации да видиме што значи тоа забавување на европската економија низ наша призма. Добиваме дека странската побарувачка за наши стоки и услуги би се намалила за нешто повеќе од 1%. Што значи тоа за растот на... Тоа би значило надолен ризик за растот. Меѓутоа, колку и како би се одразило, сепак проектирањето е сложен процес кој што офаќа повеќе аспекти. Ние се трудиме да прибереме и микроподатоци од реалниот сектор, затоа што компаниите имаат подобро чувство на теренот, какви се состојбите, особено кои се очекувањата во натамошниот период, покрај макроекономското моделирање кое што го користиме, така да ќе се стават сите овие информации кои што ги имаме на едно место, ќе продискутираме, ќе видиме и ќе излеземе со нови бројки. Каков е фискалниот простор за нови задолжувања во земјава и како стојат финансиските пазари, односно колку е добро да се задолжуваме, особено на надворешен терен, знаејќи ги сите овие услови во кои што се наоѓаме и надворешни фактори и домашни фактори, но секако и знаеме дека нашиот јавен долг надмина 60% од бруто домашниот производ.
При овој шок, меѓународните финансиски пазари реагираат, впрочем, како што реагираат вообичаено на економските или неекономските шокови со кои што се соочува глобалната економија. Јасно беше уште од самиот почеток дека се зголеми аверзијата кон ризик или поедноставно кажано се зголеми преференцата за инвестирање во помалку ризични финансиски инструменти, а се намали интересот за инвестирање во поризични финансиски инструменти. Поинаку кажано, низ бројките може да се забележи дека се зголеми интересот за вложување во државни харти од вредност од издадени од најразвиените економии во светот, каде што вредноста порасна, каматите се намалија, а од друга страна пак имаше обратен ефект кај земјите кои што се помалку развиени, вклучително и земјите од нашиот регион, вклучително и за нас, каде што се види дека интересот се намали, штом се намалува интересот, штом побарувачката се намалува, цената се намалува, а каматата, односно цената која што ја плаќаме, во суштина расте. Квантитативно гледано, од крајот на минатата година до сега, заклучно со последно расположливи податоци, цената која што ја плаќаат земјите од регионот, вклучително и ние, во просек е сколемена за околу 140 базични поени или 1,4% поени повисока од тоа што сме го плаќале. Сепак на пазарите има голема променливост, пазарите ги движат информациите. Секоја нова информација која што излегува на пазарот може дури во текот на денот да предизвика големи промени. Во овој контекст и вашето прашање нели за колку имаме простор, колку е нашиот простор и секако дека цената ќе биде веројатно поголема од она последната каматна стапка која што имавме при задолжувањето, која што беше ниска, меѓутоа тешко дека таа ќе се достигне барем сега у некој догледно време, со оглед дека е најавено веќе издавање на еврообврзница во текот на оваа година, но од друга страна и колку навистина имаме простор за тие задолжувања и дали Народната банка може би упатува апел за внимателност при тие задолжувања. Прво да посочам, но уште еден фактор е дека не само овој шок, геополитички, војната со која што се соочивме, влијаеше во насока на пораст на каматните стапки, особено за економиите како нашата, туку напротив, веќе од крајот, од втората половина, би рекла, на минатата година, се забележа општ тренд на раст на каматните стапки во глобални рамки, дури и на развиените економии, поради сколемените инфлацијски притисоци. Значи, ово упатува дека ерата на ниски каматни стапки, на кои што бевме сведоци изминативе 2 години, е завршена за сите, вклучително и за нас, и многу тешко дека ние може да се вратиме на пазарите какви што состојбата која што претходно беше присутна. Секако во однос на нашиот фискален простор, нивото на јавниот долг, фискалниот простор кај нас, како впрочем и за сите останати економии, бидејќи растечкиот буџетски дефицит е исто така глобален феномен, не беше феномен кој што беше присутен само за нас, секако целта беше да се помогне на економиите за да се ублажат ефектите од пандемијата. Тогаш и пораките беа дека треба да се зголеми трошењето, меѓутоа сега веќе сме точно. Само контекстот го објаснува, многу се битни причините, нели? И дури според проценките на Меѓународниот монетарен фонд, овој пат на глобалната економска активност, кој што беше 3,1% во 2020 година, можеше да биде и до 3 пати поголем, доколку централните банки и фискалната политика не реагира експанзивно, за да може да ги ублажат последиците. Тоа се постигна, очигледно видовме солидно закрепнување на економијата, секако со различна динамика поради специфични околности во другите економии, меѓутоа, генерално, ние сме сега во една друга фаза, каде што фискалниот простор е значајно ограничен и тука нема дилема. Впрочем, ако го погледнеме и глобалниот долг, тој забележа раст само во една година во текот на пандемијата во просек за околу 18% поени, достигнувајќи историски високо ниво од околу 97-98% од бруто домашниот производ. Овој тренд беше присутен и во нашиот регион, во Централна и Југоисточна Европа,
јавниот долг се зголеми во распон негде од 10 до 15% поени, а кај нас мислам дека околу 11% поени. Секако причините се јасни зошто се зголеми јавниот долг, но тоа не значи дека од сега па натаму ние не треба да водиме прудентна политика. Првиот чекор би рекла добро е што минатата година не продолжи трендот на раст на јавниот долг, тој се стабилизираше на ниво од околу 60% од бруто домашниот производ, поголемиот скок во 2020 година. Тој е првиот важен чекор. Меѓутоа, исто така, многу е важно од сега па натаму да се продолжи со прудентна политика, односно прудентна фискална стратегија, која што ќе значи постепено намалување на буџетскиот дефицит, зашто колкав ќе биде јавниот долг зависи токму од буџетскиот дефицит. Колку е помал буџетскиот дефицит, толку и процесот на фискална консолидација може да биде побрз. Нема дилема дека е потребна прудентна фискална политика, бидејќи просторот веќе е значајно намален, јасно треба да се дефинираат кои се приоритетите, во кои сегменти треба да се насочиме. Важно е секако поголем фокус на најранливите категории, тоест на оние категории на население или сегменти од економијата кои што се најпогодени, фокус тука, поддршка. Таргетиран. Да, таргетирано, затоа што просторот нели е ограничен. И од друг аспект, исто така, она што е многу важно е да не се фокусираме само на мерки кои што имаат краткорочен фискален ефект, односно краткорочна поддршка, туку на фискални трошоци кои што значајно може да го подигнат потенцијалот за раст на нашата економија. Зошто е тоа важно? Затоа што на крајот, кога зборуваме за одржливост на јавниот долг, не зборуваме во номинални цифри, зборуваме како сооднос во однос на бруто економската активност, односно потенцијалот да се сервисира и да се враќа тој долг. Колку фискалните расходи се насочени кон зголемување на потенцијалот за раст на економијата, на тој начин ќе биде и побрз економскиот раст и самиот тој економски раст ќе овозможи побрза фискална консолидација. Така, постојано изминатиот период, особено кога има вакви кризи, денарот е мета на секакви шпекулации, па и до нас како новинари, но и во јавноста секаде се слушаат тие прашања за девалвација на денарот. Народната банка постојано апелира дека нашата валута е стабилна. Стабилен ли е денарот и треба ли граѓаните, еве повторно ќе ве прашам и покрај сите апели кои што ги имавте како Народна банка, треба ли граѓаните да стравуваат? Граѓаните не треба воопшто да стравуваат. Денарот е стабилен и ќе продолжи да биде стабилен. Впрочем, ако се навратиме наназад во историјата, Централната банка води политика на одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото повеќе од 2 децени, вклучително и во кризни периоди, што самото по себе говори дека Централната банка има и институционален капацитет и соодветен монетарен инструментариум во насока на одржување на стабилноста на курсот. Впрочем, ова не се констатации само на Централната банка, ова се констатации на меѓународните институции кои будно го следат работењето на Централната банка. За пример, можам да го посочам последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд, кој што е објавен во февруари оваа година, кај што јасно посочува дека воопшто не се доведува во прашање стабилноста на курсот. Централната банка има институционален капацитет и инструменти да го брани курсот. Што значи тоа, да поедноставиме за граѓаните да значи, го брани имаме доволно курсот, ниво. како да веруваат граѓаните дека еве навистина е стабилен денарот и дека не постои кажано, за да една ваква стратегија е одржлива, Централната банка мора да има доволно ниво на девизни резерви. Нашето ниво на девизни резерви во моментот е поголемо од 3 милиарди евра, 3,3 милиарди евра изнесува во моментот. Само за споредба што значи оваа номинална големина на девизни резерви, например, во периодот на пандемијата, нивото на девизни, се извинувам, не пандемијата, туку глобалната економска криза во 2008 година, тогаш нивото на девизни резерви беше пониско од ова сега што го имаме двојно.
Значи сега ние имаме 2 пати повисоко ниво на девизни резерви и ако тогаш ние сме успеала да се справиме со таа криза, со двојно пониско ниво на девизни резерви, нема никаква причина за загриженост кај граѓаните. Иначе би искористила оваа прилика да посочам дека, за жал, често во кризни епизоди се соочуваме со шпекулации во однос на монетарната стратегија, во однос на курсот. Овие шпекулации не носат корист никому, тие само прават штета на секој еден од нас. Затоа и би сакала да апелирам на општествена одговорност на секој еден поединец, бидејќи од стабилноста на курсот зависи макроекономската стабилност, а макроекономската стабилност сведоци сме дека е јавно добро, клучно за просперитетот на нашата економија. Видовме дека имаше и шпекулации кај одредени менувачници. Народната банка излезе на терен. Што утврдивте? Најдовте ли неправилности кај во работењето на одредени менувачници? Може би ли тоа беше само еден вид на предупредување? Да, се констатира шпекулативни обиди и во сегментот на менувачкото работење, секако не кај сите менувачници, не би сакала да генерализирам. Контролата која што беше направена во изминатите 2 недели, се работи за вонредна контрола, нели, со оглед на сите овие случувања. Со контролата беа офатени околу 63-64 менувачници, кај 1/4 од нив се констатираше законска неусогласеност, во теке правна процедура, се составуваат записници, право на приговори. По финализирање на записниците ќе следи прекршочна постапка, а во 2 случаи ќе следи и одземање на дозвола. Контролите продолжуваат и понатаму. Нема да дозволиме било какви шпекулации во овој сегмент, затоа што имаме доволно ниво на девизни резерви. Самите банки имаат девизен потенцијал, впрочем и тие ги вршат менувачките работи, како што ги работат и менувачите, така да граѓаните во секој момент може да купат доколку имаат потреба од банките. Да, донесовте една измена дополнително. Да, донесовме измена на еден подзаконски акт. Целта беше да се овозможи, доколку инцидентно се случи да одреден менувач нема доволно девизи во текот на денот, може да купи девизи од банките. Досега тоа не беше овозможено, а причината зашто досега во историјата тоа не било овозможено е затоа што менувачите секогаш на нето основа имаат вишок на девизи. Тие продаваат и купуваат на граѓаните, но купуваат многу повеќе од тоа што продаваат и потоа тој вишок им го продаваат на банките. Дури ако ги погледнеме податоците во месец март, кога беше изразен овој притисок на агрегатно ниво, на менувачкиот пазар има вишок на девизи и тој вишок на девизи е повисок за 17% во однос на минатата година. Така да не очекувам на тамошни шпекулации во овој сегмент, особено затоа што и контролите продолжуваат. Рековте дека 2 менувачници им се одземени лиценците за работа, а кај 1/4 се утврдени одредени неусогласености. Кои се мерките или санкциите кои што можат да следуваат за тие менувачници? Значи се изрекуваат парични прекршоци, тоа е кај тие што е поблаг прекршокот, а таму кај што неусогласеноста е посериозна, таму следи одземање на дозволата, тоа всушност е најсериозната казна која што може да се изрече. Забележа ли можеби Народната банка во овој кризен период и пополнет со шпекулации дополнително можеби повлекување на штедните влогови во банките, токму поради оваа неизвестност со која што сме соочени? Да, како и за жал во секоја претходна кризна епизода, така и оваа, секогаш се забележува притисок на депозитната база на банките. Тој притисок беше присутен по ескалацијата на конфликтот по 24 февруари, продолжи во особено првата половина на март, меѓутоа веќе во втората половина на март и од почетокот на овој месец се забележуваат постабилни трендови. Сепак ако го гледаме февруари како месец, депозитите на граѓаните остварија раст, значи немаше пад. Ќе видиме во март, се уште немаме дефинитивни податоци, но прелиминарните податоци покажуваат можно е да има одредено намалување на депозитите кај граѓаните
Иако овие прелиминарни податоци упатуваат дека сепак ова повлекување на депозити е релативно помало во споредба со други кризни епизоди кои што сме ги виделе, например во 2001 година, 2016 година. Така да има ефект, за жал сите тие шпекулации, но секако и стравот на граѓаните од овој нов контекст, глобален шок, војна во рамки на Европа и така натаму, влијае на нивното однесување, но ме радува тоа што веќе гледаме постабилни трендови. И за колкави повлекувања стануваше збор? Рековте дека е мали, меѓутоа... Значи, во февруари кажав дека немаше, всушност, имаше раст на депозитите на населението, а за март се уште ги немаме дефинитивните податоци, затоа што и затоа не би шпекулирала. Така, каква е состојбата кај банките? Рекордни профити секако се права, дури во пандемиската година банките успеа да генерираат такви профити. Што е со нивната капитализација од друга страна, ако ги имаме овие податоци, дали има можеби некои банки кај кои што не функционираат така добро? Во суштина, банкарскиот систем генерално добро се справи со пандемискиот шок. Причината зашто добро се справи е всушност прудентните политики, зајакнатата регулатива во предкризниот период, која што резултираше во добра подготвеност на банките. Кога велам добра подготвеност во смисла на добра ликвидносна база, добра капитална база и релативно солиден квалитет на портфолиото на банкарското портфолио. Тоа е многу значајно затоа што во услови на еден таков шок од тие размери банкарскиот систем успеа да продолжи со кредитната активност. Всушност ова е прва кризна епизода во која што кај нас, во која што при избувнување на кризна состојба кредитната активност воопшто не забави. Напротив, имаше умерено забрзување на кредитната активност. Во овој контекст помогнаа во голема мера и мерките, измените на регулативата за банкарското работење, кои што ги направивме ние во линија со измените кои што се правеа и во рамки на Европската Унија, кои што им помогнаа на банките да добро се справат и да обезбедат солидна кредитна поддршка. Оваа солидна кредитна поддршка продолжува и сега. Последните расположливи податоци од февруари оваа година укажуваат на солиден кредитен раст од околу 9%, и оно што е значајно можеби да се потенцира е забрзување на кредитната поддршка на корпоративниот сектор, која што во предкризниот па и во првата пандемиска година беше прилично слаба, некаде околу 1-2% се движеше кредитниот раст, сега кај предпријатијата достигнува 10%. Кај населението се забележува одредено умерено забавување и последните бројки упатуваат на кредитен раст околу 8%. Зошто е тоа забавување кај? Забавувањето веројатно настанува ако ги гледаме на пример анкетите кои што ние ги спроведуваме за побарувачката и за понудата за кредити, може да забележиме дека во кризни периоди вообичаено и забавува во одредена мера побарувачката за кредити, така и во овој период, иако не е тоа некое поголемо забавување, но се гледа, значи, бројките ако се анализираат динамички, што значи помала побарувачка, предпазливост во овој период, но сепак кредитниот раст и на населението е многу солиден, значи ние зборуваме за 7-8% кредитен раст, но ако се гледа структурата на кредитите на населението, каде е поголемото забавување, се гледа дека тоа е во сегментот на потрошувачките кредити, а од друга страна забрзуваат стамбените кредити, да, кои што достигнуваат 15% раст на годишна основа. Ја споменавте добивката, профитабилноста на банките. Секогаш е тема, особено кога во таква пандемиска кризна година банките ќе направат историски рекордни. Да, со тоа што би потенцирала дека тоа не е случај само со банкарскиот систем. Кај нас генерално, ако ги погледнеме на компаративна основа податоците, тоа е горе-долу слична констатација во регионот и пошироко. Меѓутоа, она што е многу поважно, би рекла, е дека најголем дел од оваа добивка која што оствари банкарскиот систем, нешто повеќе од 70% е искористена за докапитализација на банкарскиот систем. Значи не е распределена во
дивиденди, туку е оставена како дополнителен капитал. А зошто е пак тоа важно? Тоа е важно, ако го нема тој капитал, тогаш не може да биде ни таа кредитна поддршка која што банките обезбедуваат. Поголем кредитен раст бара и поголем капитал од страна на банките. И вториот важен аспект е, поголемиот капитал е исклучително значаен и од аспект на одржување на финансиската стабилност, целокупната секогаш како граѓани се прашуваме во однос тебе можеби барем на тие провизии дали може одредени намалувања да имаат, а кои што во профитите на банките кога се гледа тој извештај секако не е воопшто мал. Мислам дека тука може да настане значајно поместување со регулаторните промени кои што се прават. Голем дел од провизиите кои што се наплатуваат кај банките потекнуваат од платниот промет. Мислам дека тие се доминантна компонента кај провизиите. И со новиот закон кој што е веќе усвоен за платежни услуги, се предвидуваат полесни услови за влез на нови субјекти на пазарот кои што во основа треба да значат поголема конкуренција, а конкуренцијата е здрава, бидејќи на крајот на краиштата значи поголем извор на производи, пониска цена, подостапни и помали провизии за граѓаните. Покажа ли можеби пандемијата и овие кризи раст кај нефункционалните кредити? За сега нема, мислам, имаше одредени поместувања, динамички ако гледаме, во плаќањето на кредитите. Но сепак тие остануваат на релативно ниско ниво, 3,2% учеството на нефункционалните кредити во вкупните кредити. И ова ниво, ако го споредиме со состојбата пред почетокот на пандемијата, е пониско ниво. Значи, сепак постојат ризици, потребно и понатаму внимателно следење. Уште едниот шок не заврши, ние се соочивме со другите, многу ќе биде важно во која мера ќе бидат погодени компаниите и граѓаните од овој шок, бидејќи тоа ќе влијае на нивната кредитоспособност и капацитетот за отплата на кредитите. Така. Јас тука ќе побарам реклами од режијата, потоа ќе продолжиме со останатиот дел од разговорот во студиото со гувернерката Бежевска.
Назад сме во топ тема, гостин во вечерашната емисија гувернерката Бежовска. Остануваат уште неколку минути до крај, имаме уште неколку прашања. Верувам дека голем дел од граѓаните се интересираат околу плаќањата во криптовалути или оној начин на друг тип на дигитални плаќања. Колку е тука регулативата и дали може нешто да се смени во оваа насока во Македонија? Прво да посочам дека генерално во изминатиот период и во глобални рамки, меѓутоа и кај нас, присутен е тренд на се поголемо користење на пософистицирани инструменти за плаќање, се помало користење на готовината. Впрочем, минатата година имаше една многу интересна анкета од страна на Европската централна банка, во која што јасно се гледа дека доминантен дел од испитаниците на анкетата одговараат дека се повеќе го напуштаат плаќањето со готовина и прибегнуваат кон користење на пософистицирани инструменти за плаќање. Исто така, она што е значајно да се потенцира е, според испитаниците на истата анкета, се очекува тој тренд се повеќе да расте. Кај нас, ако ги погледнеме податоците од платежната статистика, кои што беа неодамна објавени за минатата година, се гледа дека продолжува користењето на кредитните платежните картички, а се помала е нивната употреба за вадење, например, на готовина од банкоматите. Овие платежни картички се користат за нивниот раст е околу 25% за плаќање на физички места, значи во продавници, а уште е поголем растот на нивното користење за плаќање на интернет, на виртуелни места на продажба. Истовремено овој тренд е присутен ако се погледнат и кредитните трансфери, значи плаќањата кои што се прават кај банките, каде што наместо хартијани налози се повеќе се преминува кон наместо да идеш до шалтерна банка, се плаќаш електронски. И тоа растот на користењето на мобилните телефони за иницирање на плаќање е исклучително голем, околу 50%. Сето ова говори дека имаме позначителни поместувања кај преференциите на граѓаните за начинот на плаќањето. Очекуваме овие трендови кои што беа особено нагласени во текот на пандемијата да продолжат и во натамошниот период. Во овој контекст очекувам значајна улога да има и новиот закон за платежни услуги, кој што туку предмалку го споменав, кој што го отвара пазарот за влез на нови даватели на платежни услуги, нови инструменти и така натаму, за да ние како Централна банка подобро го следиме овој тренд, направивме измени во платежната статистика, отпочнавме од минатата година да прибираме подетални податоци, вклучително и податоци за сметки за картички по родова структура, старосна структура, географска структура и така натаму. Во однос на крипто средствата кои што вие ги споменувате, ова во моментот е нерегулирана материја кај нас, слично како и во многу европски земји, иако веќе во некои економии почнува ова регулатива, значи поголем да се става акцент на регулативата во овој сегмент. Во тек е законот, носење на закон кој што го адресира прашањето на користењето на криптосредствата, но повеќе од аспект на нивна евиденција на субјектите кои што ќе бидат вклучени во таа активност и ставање на поголема контрола од аспект на спречување на перење на пари. Значи, тековно инвестирањето во крипто средства не е забрането, меѓутоа ние како регулатор заедно со останатите регулатори во финансиската сфера јасно укажуваме на потребата од свесност за ризиците на секој оној кој што сака да вложува во овој сегмент. Бидејќи не е регулирано. Не е регулиран, има голема променливост на пазарите, вредноста драстично се менува, така да можно и потенцијално поголема загуба. Секако тоа е прашање на секој инвеститор, но ние сме должни да укажеме на ризиците кои што таквите вложувања Ниту новиот закон кој што го споменавте ќе го регулира тоа плаќање, туку само како што ве разбрав ќе
Според нашите сознанија, бидејќи ние како Централна банка не сме носител на тој закон, тоа е Министерството за финансии во соработка со Управата за спречување на пирање на пари, повеќе акцент е ставен на заштитата во делот на спречување на пирање на пари и поставување на општа регулаторна рамка во тој сегмент. И ева, споменавте пред малку во делот кој што се однесуваше и за кредити и за овие начини на плаќање, но што ме интересира динамиката на дознаките, дали пандемијата или овие кризни, овие неизвестности кои што се случија со војната во Украина можеби направи одредени поместувања во однос на дознаките или парите кои што иселениците ги праќаат во земјава. Дознаките се еден канал кај кој што ние гледаме ефекти впрочем при секоја кризна епизода. Во услови на пандемијата имаше значаен пад на дознаките кои што стигаат во нашата економија. Тие се намалија некаде за околу 24% или номинално околу 400 милиони евра, што е навистина значаен износ за нашата економија. Причините беа јасни, затворањето на економиите, рестрикциите за патувањата, од друга страна влошување на условите на пазарот на труд кај што живеат иселениците, помал расположлив доход и помала можност за праќање на средства. Од друга страна ме радува тоа што минатата година овој тренд забележа значајно подобрување, остваривме раст од околу на годишна основа од 44%, со што приватните трансфери, односно дознаките, веќе се вратија на предкризното ниво. Инаку тие се многу значаен и девизен потенцијал за нашата економија, но и извор на финансирање на потрошувачката на домакинствата, значаен извор на нивниот расположлив доход, бидејќи тие во голема мера, односно според нашите анкети, 2/3 од сите дознаки кои што стигаат се користат за финансирање на личната потрошувачка. За движењата оваа година се уште рано да носиме заклучоци. Ние во принцип сме и прудентни, тековно ги проектираме на пониско ниво од минатата година, но ќе следиме и нормално соодветна корекција доколку е потребно во рамки на макроекономските проекции ќе направиме. Гувернерке, јас ви благодарам за вечерашното гостување во Топ тема. Ви благодарам на поканата. Вам ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со програмата на Телма.